Сакам да им честитам на моите кошаркари за борбеноста. Против себе имавме еден доста квалитетен и мотивиран противник. Паузата по период од 8 месеци се чувствува кај играчите, така да, но желбата не изостави и потврливме на моменти во одбраната, но јас мислам дека денеска ние заслужено славевме. Ќе продолжиме да работиме напорно и се надевам дека ќе го радуваме и градот и ќе имаме поголеми успеси како тим. Какви се амбициите на Куманово во сезона? Па по, не знам, пауза од 3 или 4 години повторно се враќа Куманово на ова регионално надпреварување. Нормално сакаме да се представиме во што подобро светло. Мислам дека имаме олеснителност бидејќи првите неколку кола ги играме дома ради патувањата со коронавирусот и се надевам дека наредното коло ќе бидеме уште поубедливи и ќе се радуваме. Домашното проекто, какви се амбициите? Наредната недела играме повторно, ако започне првенството со екипата на ТФ-та како гости. Прво одиме чекор по чекор, значи наша цел примарна е пласман во топ 6, па понатака ќе видиме како ќе се одвиваат настаните и се надеваме и на тоа четврто место. Како се задоволни од моменталната поиграност во тимот со оглед на тоа дека 3 месеци трениравте со еден состав, сега малку има измени? Нормално во играноста ми делуваше малку проблематично бидејќи почнавме со еден состав, но одложувањето на првенството и таа неизвестност од период од 2 месеци донесе да тие играчи заминат. Нормално донесовме нови, се надеваме дека ќе го клопиме тимот. Сакам да кажам нормално дека наша карика треба да бидат домашните кошаркари и странците ни се само помош, така да. Како е Григориевич? Григориевич имаше повреда скршен прстот, значи дислокација, така да ќе видиме лекарските извештаи како ќе кажат за понатаму. Се надеваме дека нема да биде ништо страшно.